Почитувани, 10 месеци по доаѓањето на власт на СДСМ, Македонија е заробена држава. Државата пропаѓа и на економски и на социјален план, а демократијата е суспендирана. СДСМ е во коалиција со криминалот. Корупцијата доби епидемски размери. Тоа го покажа и истражувањето на Транспаренси. Транските инвеститори бегаат и ја заобиколуваат Македонија. Нарушена е безбедноста. Рекетот и изнудата се секојдневие. Се палат возила, а убиците шетаат на слобода. Криминалците уживаат во амнестијата. 10 месеци власта ништо не сработи. 10 месеци константно се задолжува државата, а немаме ниту инвестиции, ниту проекти. Од доаѓањето на власт до сега, оваа расипничка влада се задолжи за 1,6 милиарди евра. Од таквото задолжување државата нема никаков бенефит. Нема нови инфраструктурни проекти, нема раст на економијата. Економијата минатата година немаше раст, а секаде во регионот економијата отиде напред. Градежништвото падна под 20%. Владата, која што ветуваше инфраструктурен бум, 600 километри нови автопати и 550 километри нови магистрални патишта, не само што не отпочна ниту километар нов пат, туку неосновано ја запре изградбата на сите инфраструктурни проекти започнати од владата на ВМРО ДПМН. Најавува реформи во правосудниот систем, правна држава и почитување на принципот на владење на право. Ветува независно и непристрасно судство. 10 месеци откако се на власт, судството е на колена и постапува единствено под политички притисок од СДСМ. Правосудните органи се користат инструментализирани против опозицијата, додека представниците на власта остануваат недопрени од правдата. 10 месеци ниту МВР, ниту основното јавно обвинителство имаат отворено постапка против представници од власта. Се молчи за сомнителната набавка на возила Шкода за потребите на МВР. Се молчи за најавата на Заев дека двајца представници од владата се фатени во корупција, а има и нерачистени убиства. Граѓаните во овие 10 месеци со СДСМ видоа што значи корупција, мрза, незнаење, неспособност, расипништво и неводење сметка за државните интереси. Токму затоа ВМРО ДПМН донесе одлука да поднесе барање за гласање на доверба на владата. Граѓаните заслужуваат подобро. Државата заслужува подобро. По доставувањето на барањето до господинот Талат Џафери, очекуваме седницата за гласање на доверба да биде закажана за идната среда. Ви благодарам.